Šeri, što ki готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Шери, што ќе готвиме денес? Па тука сме. Тука сум за вас. И тука сум за мојата Шери. Денеска ми текна една идеја. Ми остануваше малку тесто, лисно тесто. Ајде, да го земеме лисното тесто. Имав и зеленчук. Што ми останува уште? Имам мелено месо. Мелено месо. Што ќе можам да му ставам уште малку внатре? Мелено месо, лисно тесто, зеленчук, пропржано. Ќе земеме малку кисела павлака, ќе земеме јајца. Ќе направиме еден рецепт денес, што ќе биде малку посебно, ама така ми текна да го направиме тоа. Лисното тесто ќе оставам во еден плех. Ќе сечам малку на страна, ќе ви покажам, ќе оставам во печка да се дигне, да се направи убаво, да се, како да кажам, да порасне. Ете така, да порасне, да се подпече, затоа ќе оставам на 200 степени. Брзо од почеток, во меѓувреме, јас ќе го пропржам меленото месо со малку зеленчук што имам на располагање овде, кромит, гледам, имам тиквица, модор патлижан, пиперка љута, све тоа. Океј, ќе пропржам, ќе му го дајме тоа во тестото, ќе го ставиме уште малку да се подпече и на крај ќе му додавам малку јајца мешани со павлака. Е тоа на крај, ќе го покриеме месото со тоа, ќе се направи нешто, сигурен сум оти ќе биде врв. Ајде да почнеме. Оти многу бла-бла, а нема ништо за јадење. Ајде. Плех. Ми треба. Ајде. Ова. Океј. Тестото ми е тука. Ова ми остануваше, видите, што ги направив двете тотички со праска. Ништо не се фрла, све се употребува. Вака. Ова. Нека биде вака. Четвртаст. Океј. Јас ќе му пресечам овде. Вака. Овде нервира. Тука. Овде. Така. Исто. Тука. И вака. Ќе му правиме неколку линии, така капакот. Ќе биде убав, ќе можеме да го употребиме после. Вака. Океј? И сега овади во рерна. Хајде. Да се топли. 200 степени, вентилација, се надевам оти брзо ќе расте. Ние почнуваме. Океј. Почнуваме прво, со кромит. Ми треба кромит. Убав кромит. Топ. Месото. Така. Кромит, мислам оти со пола кромит ќе биде доволно. Ајде, другата половина ќе оставиме тука. Ова, вадиме. Ајде. Тешко се лупи. Не. Имам. Ова не ми се допаја. Вака. Го вадиме и ја чистиме таската. Вака. Тестото го дзирнам. Не можам во ефраерот да го ставам, премногу голем парче, затоа употребам рерна. Па имаме рерна за располагање, зашто да не употребуваме, Имаме доволно опрема во кујната. Беко, убаво не опреми кујната. Ајде. Така, малку зејтин. Така. Кромит ситно сецкан. Така. Хап. Ова ќе биде мешавината што ни треба да дава убав вкус и шмек на моите мелено месо. Ајде. Го правиме малку на турски начин. Знамо ти турците јадат многу кромит. Па не само турците, мислам оти македонците јадат многу кромит. Кромит, лукче, обавезно. Печката ми кажува оти
je na 200 степени. Па да. Ете, почнува полека тестото да расте. Ние го направивме кромидот. Така. Окей. Како е меленото месо? Андреја, немам сомнежи. О, како убаво месо. Топ. Така. Го ставам тука, ќе го мелам, Ќе го мешам после со кромидот, кога ќе ми види малку пропржен. Имам праз, уште овде. Ајде, малку праз. Зашо да не? Му дава убав шмек. Доволно. Чисто за вкус. Ара. Пиперка. Пиперка црвена. Ќе му ставим исто неколку коцки и само ти па можам додам со целото парче од пиперка. Да. Така. Окей. Така. Комбинација од зеленчук многу добра. На вистина, што оди најубаво со мелено месо, кромит, пиперка, праз, може не, ама за вкус, за шмек, денес ќе одговара. Имаме уште парче тиквица, едно мало парче овде ќе го употребиме, чисто да имаме гарнир во све тоа. Така, ленти, Да. Окей. Да, коцки. Таман, мислам ти е доволно. Ќе видиме сега ова. Лута пиперка. Малку така. Чисто за да ни луте малку. Вака. Валя, супер. Сега ќе одиме со сол, бибер, све што ни треба друго. Ова ми стои. Убаво да имаме кутија. Многу лесно. Јас си ставам све што ми останува во кутија, така и кромидот и све тоа не мириса во фрижидерот. Си стои во фрижидер и кога ви треба, се отварате, си земате што ви треба. Окей. Кромидот се пропржува. Браво. Таман. Одиме сега со малку сол, малку повеќе. Оти не знам дали меленото месо е зачинет. Што ќе му дајме? Медитерански зачини. Обавезно. Валя. Убаво. Ќе му ставиме малку бибер и розмарин. Овде имам розмарин. Валя. И имаме микс од бибер. Така. Одлично. Можеме да го додаваме и месото сега. Окей. Чисто да измешаме малку. Браво. Убава мешавина. Супер. Не знам дали камерата гледа, ама тестото полека расте. Убаво да се израсте, да се потпече. Ќе го вадам капакот, ќе го напонам со месото и со смесата. На крај малку кисела павлака со јајце ќе биде врв. Ајде. Ова можеме да го додаваме. Така. Окей. Таман. Така. Во
подирам така на парчиња. Ќе биде полесно. Освен да го ставите целото парче, треба да мешате и све додека се испекува. Многу полесно е вака. Ова имаше мешана јунешко со малку свинско месо. 70% јунешко со 30% свинско месо. Можете со јунешко 100%, можете со свинско 100%, ама оваа мешавина за мене е најдобра. Ете така. Супер. Ова продолжува да се пече. Месото полека исто се пече. Браво. Ќе му додавам малку од доматен сос. Ќе му додавам малку од пасата. Домато пасата. Месото многу брзо ќе се потпече. Видите? Уште малку и спремен е. Таман и зеленчукот. Во исто време он се динста. А ние се враќаме на кафе. Шери, што ќе готвиме денес? Хо-хо. Еве ова е при крај. Како кажав сега, ќе треба да му додавам малку од домато пасата. Малку да го намалам, за да не ми изгоре. Супер. Домато пасата. Малку погас. Вака. Е доволно. Чисто да имаме малку сос, за да се стегне заедно целата смеса. Да му дава малку блажина, доматот, и уште повеќе блажина од јас ќе му додавам малку шеќер, како секогаш му прам, да вадиме таа киселина од доматот. Така, шеќер. Ми се Океј. Гледам тестото се качува, се дига. Не се качува, се дига. Така. Ова сос, не ми е сос, ми личи на сос, навистина. Ова, како е сега, знаете што? Со тестенини, врв. Тајте шпагети, пене, таглјатели. Сервирајте ова, малку рендано кашкавал и завршена работа. А јас сакам да комплицирам малку, па не. Го правам со тесто. Треба да чекам малку тестото да се потпече. Ќе одам малку на појако. Така ќе качиме температура да се направи тестото, за да можеме да го отвориме и да го ставиме, како да кажам, смесата внатре. Полека ќе се направи. Му треба време. Тесто е тесто. Тоа е тоа. Јас во меѓувреме, знаете што? Па јас заедно за вас и за мене ќе спремам една салата. Знам оти ми останува зелка, а што нема поубаво од салата од зелка со вакво јадење? Ништо. Меѓувреме, ова исто ќе го измешам, двете јајца и ќе правиме салатата. Едно, две, ова ви кажав што ќе биде? Ова ќе биде над мешавината во лиснатото тесто. Ќе му направи еден слој, вака ќе биде врв. Океј, јајцата. Има што го меша тоа, само со јајца и малку јајца. Тоа се вика ројал, мислам, по македонски. По француски не го знам, оти никогаш немам направено тоа. Јас го правам со павлака. Многу пубаво е, малку е повоздушно така. Така. Отлично. Така.
Хубаво да се измеша. Ете. Исто во ова ќе му ставиме неколку зачини, гледате како е. Пап. Таман. Така, ќе му ставиме малку сол. Полека. Тестото. И. Јас сум малку со специфични вкусови. Малку кари. Малку и тоа мише. Има оригано ова. Што кажав один беше при крај. При крај комплетно. Мислев один беше карито. Имав за тоа го сменив од место. Нема веза. Оставив малку оригано и малку кари. Вуаля. Така. Карито директно му прави еден ефект јако. Така. Мислам оти тестото е окей. Ке го вадиме. Чекайте. Лажицата може да стои. Ајде, го вадиме тестото. Браво бе. Одлично. Мислам оти ова е преубаво. Така. Вади тука. Окей. Сега опасна фаза. Со ножот мора да стигнам да го извадиме овај слој капакот. Ама не е доволно печено, а нема веза. Добри сме. Окей. Ајде. Ке ми дојде. Ајде. Да пазим. Многу е топло. И сакам да го имам од едно парче. Ајде. Се борам со него. Ке се вратиме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Стигнав на еден резултат. Што не ми се допаѓа многу, ама ајде. Тоа е тоа. Кога лисното тесто не сака, кога ти сакаш, можеш што да правиш, колку сакаш да правиш. Мора да се снајдеш. Па се снајдовме, гледајте. Ова го ставам внатре. Во тестото, тоа беше поентата, ете така, да се стави внатре. Окей. Ке личи. Така. Окей. Јајцето. Со павлаката. Така. Окей. Така доволно. И, па сега мораме да го вратиме. Ете така. Поентата беше да ми види убаво, да ми личи на пола убаво, пола чудно, ама мислам оти на крај, кога ќе биде печен комплетно, ќе личи на нешто убаво. Ајде, да го вратиме од каде доаѓа во печка.
Вака. Шери, што ќе готвиме денес? Во печката е мојата торта, да кажеме, така ќе го викам, тортата со филот внатре, месото мелено и све. Ама, со тоа мислам оти, фали една салата. Ќе направиме една зелка салата. Имам зелката многу ја сакам. Навистина ќе кажете оти ќе се повторам, ама ја обожавам. Обожавам зелка салата. Мислам оти ништо друго. Зелка салата ќе биде таман. Ајде. Вадиме едно парче, хапс, чисто. Овој дел ќе биде доволно. Е така. Една. Оп. Тука. Ситно. Сецкано. Така. Ќе ми биде исто салатата како го јадиш еден бурек. Ама со бурек што се пие? Јогурт. Ајде ќе си направиме еден јогурт, зашто да не? Јогурт, ова ќе ни биде како бурек, зелка салата, па типично македонско јадење. Направив не нешто, направив не. Јас направив. Па да, кој готвеше денес? Јас готвев. Ајде, да му ставиме малку маслиново масло. Ќе му ставиме малку од сув копар, малку киселко. Бара нешто, не сакам многу јас. Лимон ќе му ставам малку, чисто да биде така кисело. Ете, овај мало парче. Е така. Доволно. Сол. Малку повеќе. И нормално го гмечам со раците. Па нормално го гмечам со раците. Е така, најубаво. Ете, зелката грцка ја омекнуваме. Многу убава ќе биде вака. Мешана. Убаво. Мешана со љубов. Добре. Супер. Овај парче. Таман. Да си ги мијам раците и мислам оти ќе сервираме. При крај сме. Како? Овде тортата, питата. Не знам како да крстам рецептот, ама ете. Вау. Се сме. Ова имаме за јадење, пак не само за двајца, имаме пак за минимум 4. Па тоа е. Кога готвам за двајца, никогаш не успеам да го направам точно за двајца. А и пак ќе кажам, секогаш имаме луѓе што не се најавуваат, така доаѓаат, дринг, ало, па да, тука сме, па да, фала, доаѓате точно на времето каде јадиме. Па, намерно доаѓаме, оти знаеме, оти ти што ќе спремаш, ќе биде топ. Па ајде, повелете, бујрум. Јас завршив за мене и мојата омилена половина. Ќе го сервираме. Вака, чекайте. Салатата тука, ова тука. Ќе сечам едно парче и само ти ова. Е, така. Вау. Ете како е. На четвртина. Така. Таман. Едно парче. Второто парче. Што останува па? Останува за пријателите. Ако доаѓаат, сега пријателите знаат оти секогаш кога завршиме емисијата денот, останува за јадење и за вас. Ајде. Одиме со салата од зелка. Мислам, пак ќе кажам, оваа комбинација е врв. Е така. Не станува многу зелка, ама имам уште на располагање тамо.
денеска со ништо направивте нешто превкусно за мене, за мојата шери, па и за гостите ако доаѓаат, останува за нив, а ние се гледаме на наредни пати. Шери, што ќе готвиме денес?